Може ли да западнеме во должничко робство? Јас не верувам дека е можно. Со оваков капацитет како што е започнато да се работи, мислам дека не. Најавив дека 1 милиарда задолжување ќе не однесе на јавен долг од 68%. Они што направија? Го намалија задолжувањето на 500 милиони и сепак сме на 68% јавен долг. Но не кажуваат дека ја зголемуваат рамката на задолжување дома. Можеме како држава да ги сервисираме долговите и ова темпо на задолжување да го продолжиме? Значи, они прават задолжување за наредните 3 поколенија. Ова е само почеток кој што најавува дека сме далеку од должничко робство, туку борба за економски напредок на државата и подпирање на своји нозе. Договорот со Бехтел и ЕНКА, зошто прво договорот беше класифициран? Затоа што под истите услови како што оваа влада не може да го декласифицира. Сметате дека владеачката гарнитура нема да го Нема да. декласифицира договорот? Посметам дека да сака и да може, до сега ќе го направи. Може ли да зборуваме за економски развој со раст од 2%? Не, но ние во нашата програма ветивме дека растот ќе биде од 2,5% нагоре, но не ветивме дека тоа веднаш ќе се случи. Загрижува фактот што владата гледа на платите и на колективните договори како најголемиот проблем да се во креирањето на ребалансот на буџетот, и тоа сметаме дека е сериозен проблем за работниците. Гледајте го последното издание на Трилинг за оваа сезона. Петок, 20 часот и 45 минути.